Голема победа на македонската дипломатија предводена од премиерот Христијан Мицкоски. Европскиот парламент и во официјален документ ќе го зацементира и потврди постоењето на македонскиот идентитет и јазик. Овие термини се директно споменати дури на 4 места во извештајот за напредокот на Македонија кон ЕУ, кој треба да биде усвоен во јули. Извештајот е подготвен од главниот известувач, австријецот Томас Вајц, кој успеа да ги стави идентитетот и јазикот со помош на другите 7 известувачи во сенка, што ги представуваат политичките семејства во ЕПА. Секако тука му помогна и големата дипломатска офанзива на македонската влада. Премиерот Христијан Мицкоски изрази задоволство од ваквите потези и порача дека тоа само ќе докаже многовековноста на македонскиот јазик и идентитет и повика извештајот да биде поддржан едногласно. Тука не гледам апсолутно никаква пречка, ако навистина сите сме едногласни и тоа не беше никаков проблем. За жал, морам да кажам дека повторно од исток стигаат поинакви коментари и гласови, но да видиме како целата оваа работа ќе заврши. Посебниот многовековен македонски идентитет и меѓународно кодифициран посебен македонски јазик е факт. Инаку Вајц, кој доаѓа од Зелената партија, успеа да спречи во неговиот извештај да влезат дури 40 предлози против Македонија кои биле поднесени од бугарските европратеници Андреј Ковачев и Ивајло Валчев. Премиерот Мицкоски ги повика сите партии во Македонија кои имаат свои сестрински партии во Европскиот парламент да се вклучат во офанзивата за да овој извештај помене во ваква форма. Ги повикувам сите политички чинители во државата да се обединат и да почнат од денес да вртат на своите сестрински партии кои што имаат европратеници во Европскиот парламент. Знам дека опозицијската СДСМ е дел од едно такво семејство. Ги повикувам уште денеска да почнат и да вртат до своите сестрински партии. Истото е, јас колку што знам, и политичката опозицијска партија ЛДП. Во исто време, можната средба меѓу претседателката Гордана Селјановска-Давкова и нејзиниот бугарски колега Румен Радев нема да се случи, бидејќи се уште нема никаков официјален одговор од кабинетот на претседателот на Бугарија. До овој момент немаме пристигнато било каков коментар од страна на кабинетот на претседателот Радев. Само преку медиумите, ако тоа може да се толкува како одбивање, е онаа изјава на европскиот пратеник Андреј Ковачев, кој што доаѓа од сестринската партија ГЕРБ, кој што вели дека не е потребна на Бугарија никаква медиација. Доказ дека македонската дипломатија му помогнала на Вајц да поднесе позитивен извештај за нас е и фактот што го објавува бугарската БГНС, дека во минатиот период додека се подготвувал самиот извештај, на негова покана на состаноци во Европскиот парламент биле 15 пратеници од Македонија, а претходно на 12 мај таму беше и министерот за европски прашања Орхан Муртезани. Вајц организираше официјален ручек за македонските пратеници со известувачите во сенка, на кои бугарските пратеници не биле поканети. Се очекува потврдата на македонскиот идентитет и јазик да се прелети да стојат во најновиот извештај на Европската комисија што треба да се објави на есен. Инаку Европскиот парламент ќе биде второто законодавно тело во Европа по германскиот Бундестаг кој донесе одлука за македонскиот јазик на 15 јуни пред 2 години.